Ова не е само марш, ова е одење со срце што е скршено за секогаш. Ние сме родителите што нема да дочекаат матура, нема да стојат гордо на дипломирање, нема да облечат свечена облека за свадба, нема да ги земат во раце своите внучиња. Се што требаше да дојде ни беше одземено. Силно одекна пораката на семејствата на загинатите млади луѓе во пожарот во Кочанската дискотека на 35-тиот марш на ангелите во Кочани. Ни солзи и болка која тежи како најтешкиот камен, родителите и семејствата говореа за загубите на своите чеда, браќа и сестри. Семејствата на последниот марш на ангелите во годината, која што на 16 март им ги промени за секогаш животите, истакнаа дека носат болка што не се опишува со зборови, болка од последниот повик, последната преградка, како и од сознанието дека нивните деца умирале во ужас, чад, страв, оставени без заштита, одговорност и спас. Нашите деца не загинаа во несреќа. Тие беа затворени во простор што се претвори во гасна комора. Жртви на корупција, жртви на негрижа, жртви на систем што не заштитува, туку убива. Тие умираа додека некој молчеше, додека некој затвараше очи, додека одговорноста се уште се одложува. И затоа ние одиме 35 пати и ќе одиме уште, не од инает, туку од љубов, од родителска должност, од обврска кон нашите деца. Овој марш е крик без викање, барање без омраза, борба без откажување. Бараме вистина, бараме одговорност, бараме правда, не за одмозда, туку за никогаш повеќе ниедно дете да не биде убиено од истата негрижа. Со солзи и болка се обрати Александар Наунов, кој во пожарот во Кочанската дискотека Пулс ја загуби својата прва рожба, ќерката Надица, а која утре требаше да го слави својот 18-ти роден ден. Сите планови кои ги имале токму за утрешниот ден згаснаа на кобниот 16 март. Таа не замина по Божја волја, таа беше земена. Земена од корупцијата, од немарот, од системот што требаше да штити, а не да убива. Од институции што потврлија, од луѓе што свртеа глава, од полиција и власт што дозволија смртта да стане секојдневие. Од тој ден јас повеќе не живеам како порано. Јас обстојувам како татко што останал без срцето. Единствена моја молба до Господ е да ми даде сила и живот да го дочекам денот кога ќе се избориме за правдата на сите деца и пред се правдата за моето дете. Сакам да ги видам лицата на оние што ги убие нашите соништа. Сакам да платат за своите гревови. Сакам правдата да биде гласна колку што беше тивка нивната совест. Ке врескам, ке зборувам, ке се борам се додека тој ден не дојде. Мита Тасева, мајката на диџејот кој загина во пожарот во Пулс, порача дека уште многу години требаше да се слуша смејата, плановите за празниците, но наместо тоа остана само тишина и болка во 63 семејства. Ние, деца наши, ќе бидеме со вас на вашите вечни почивалишта, гушкајќи ги вашите слики, вашиот студен мермер во ритмот на музиката, само со солзи, вождишки, болка и прашувајќи се зошто, а одговор нема. На нова година се бара желба од Дедо Мраз и ние, ангели наши, имаме желба до него, ама знаеме дека тој не може да не исполни, не може да ве врати, барем само уште еднаш да ве гушнеме, но имаме друга желба, друго барање до него, да пресуди праведно за вашето прерано заминување. Ако тој не исполни таа желба, ќе знаеме дека тој е вистинскиот Дедо Мраз. Семејствата на жртвите во неголемата трагедија во поновата македонска историја на последниот марш на ангелите во пресрет на новогодишните и божитни празници порача и кога светот си посакува среќа, здравје и радост, тие, родителите на загинатите деца, посакуваат пред се човечност, а секој родител да си го прегрни своето дете и да му каже дека го сака, бидејќи тие таа можност ја немаат. Семејствата најавија дека со маршевите на ангелите продолжуваат по божитните празници.